Енергетската криза, односно неколкукратното покачување на цените на електрична енергија и газ, силно ги погодија кумановските јавни претпријатија, но и училиштата. Состојбата дополнително ја влоши и покачувањето на минималната плата, велат надлежните од претпријатијата. Сметката во септември лани на јавното претпријатие Водовод била над 1 милион денари, во декември 2 милиони, а сега во јануари се регистрирани рекордни 7 милиони денари, како и дополнителни 5 милиони за февруари. Во споредба со 2021 година, месец јануари и февруари, сметката изнесуваше за јануари беше 1.080.000 денари, а за февруари беше 1.115.000 денари. Така што од ова може да се изведе едноставен заклучок дека тешко дека ќе може јавното претпријатие само да го финансира долгот, инаку само како информација, сметките за 2021 година за електрична енергија се подмирени. За јануари и февруари не се, само дел. Значи, она што е во рамките на нашите можности го подмируваме, пошто како подсетување работиме со рамка која изнесува 16 милиони денари и да имаме доволно финансиски средства, рамката не би дозволила да можеме да ја платиме сметката и за јануари и за февруари. Инаку сега за од месец март имаме склучено договор со ЕДС фирмата и уште ја немаме добиено сметката за месец март, која што ќе изнесува ќе биде просечна вредност од Хупекс берзата, зголемена за маржа од 22,5%. И јавното претпријатие Чистота и зеленило е меѓу погодените од енергетската криза, но и од покачувањето на платите со кое велат се опфатени над 75% од вработените. Приходите од 12 милиони денари потенцираат нема да бидат доволни за плати, а дополнителни се трошоците за нафта и електрична енергија од 2,5 милиони денари. Стравуваат дека ваквата состојба може да влијае и врз квалитетот на услугата која што ја нудат кон граѓаните. Ова представува сериозен проблем, сериозен удар кон јавното претпријатие и имаме во предвид дека јавното претпријатие има 12 милиони денари приход, сега само за плати ќе треба да имаме 12,5 милиони денари и имаме дополнителни трошкови за нафта и за електрична енергија од 2,5 милиони и се наоѓаме навистина во една тешка состојба сега. Имаме преку Сдружение Атком, Сдружение на сите комунални претпријатија, барање за помош, да им се помогне на некој начин на овие јавни претпријатија. Воедно и денеска на седницата на Советот, како јавни претпријатија, имаме намера да ги запознаеме советниците со состојбата во која што се наоѓаат јавните претпријатија, да направиме одреден заклучок и да се изнајде решение како ќе им се помогне на овие јавни претпријатија, бидејќи тука не станува збор само за работењето на јавните претпријатија и оние вработени во јавните претпријатија, туку се доведува во прашање можноста и квалитетот на услугата, економското работење на самото јавно претпријатие кој што услуга ја нуди кон граѓаните. Значи за 30% е зголемена нафтата, која е основен енергент што ја користи јавното претпријатие Чистота и зеленило поради возилата кои што го изнесуваат и депонираат отпадот на територија на општина Куманово. Гасот од 22 денари кој што беше цена во минатата година, денеска имаме цена од 95 денари, што значи зголемување за некаде од 4 пати и затоа е и затворениот градски базен. Се надеваме дека набрзо ќе излеземе од оваа состојба и многу набрзо повторно ќе започне со работа затворениот градски базен и оние пливачи, рекреативци ќе може да ја користат оваа услуга и оваа можност која што ја нуди општина Куманово. Им се извинуваме заради ова состојба, меѓутоа навистина јавното претпријатие не беше во можност да ги сервисира трошковите за одржување на градскиот базен и за работењето на градскиот базен. Кумановските претпријатија преку Сдруженијето Атком доставиле барања за поддршка до владата за надминување на состојбата. Се уште не добиле никаков одговор. За овој проблем денеска дискутираа и советниците од општина Куманово. Власта од Советот предложи владата да им помогне, но опозицијата од СДСМ нагласи општината сама да крати од инвестициите и да ги спаси јавните претпријатија. На крајот сепак едногласно се заклучи да се побара од владата да издвои блок дотации за покривање на трошоците, како резултат на зголемување на минималната плата и енергенсите, како и да издвои финансиски средства на оваа разлика за да се обезбеди нивно непречено функционирање. Се бара и нафта и мазут од државните резерви за да се распоредат во училиштата.